Почитувани гледачи, ја продолжуваме наша вечерашна емисија во која што на нашата специјална вечерашна тема имаме нормални специјални гости за кои што сметам дека не треба воопшто посебно да ги представуваме, бидејќи се работи за толку еминентни стручњаци во својата област, нашите најпознати стручњаци за економија и финансии, кои што со своето досегашно работење многу се докажале не само во нашата земја, туку и надвор од неа, имаат издадено и публицирано своји дела, во кои што на повеќе начини го имаат докажано и забележано своето досегашно залагање на полето на економијата и финансиите, за што имаат постигнато и добиено големи признанија кај нас и во светот, нели? Меѓутоа да не должам да одиме со конкретните прашања. Што мислите вие за овој проблем? Па видите, имате право. Тоа за поголемиот број на нестручни лица, што јас ќе ми дозволите малку вулгарно би се изразил, би ги нарекол лаици, тоа е проблем. Меѓутоа фактичката ситуација кажува нешто сосема друго. Видите, јас мислам дека, а верувам ќе се сложи мојот колега со мене, дека нашата меѓународна политика во сите институции допринесе за еден континуиран развој на нашата млада демократска држава, и тоа како од аспекти на внатрешната благосостојба, така и од аспекти на учеството на нашите тела во сите најголеми светски, европски, азиски, источно-фризиски, монтафонски фондации, што се секако нели ќе се сложите со мене резултат на нашата фактичка дипломатска активност. Добро, тоа е за надворешната политика. Дали би се осврнале малку на економските прашања внатре и ситуацијата во нашето стопанство, што се однесува до економијата и финансиите? Да, видите, јас не би ги абстрахирал едно од друго. Економија, политика, надворешна политика, тоа се поврзани сегменти. Мислам дека, би го спомнал само на одамнешниот неповратен кредит од 10 милиарди долари, кој што многу поволно и позитивно делува на најсуттилните сегменти во развој на нашата економска политика. Ние имаме прекрасна економска програма, мислам, нашата најнова економска програма има некои нови сегменти кои што на некој начин се разликуваат од минатогодишната програма. Квалитативен скок се очекува, ги донесовте сите закони, очекувам една општа благосостојба. Мислам дека сите веќе гледаме резултатите од таа. Да, најголемиот дел го делат вашето мислење, и јас сега би сакала, би замолила одржијата да пуштиме еден прилог што го подготвивме овие денови. Си извинувам, правиме една мала анкета. Дали е точно дека вие како представник на голем број истомисленици ваши го делите мислењето дека во нашата држава се води правилна и многу добра економска политика? Да. Ето, тоа беше нашата анкета, односно проследивме еден дел од поголемиот број случајно избрани истомисленици. Би ве молел за вашето мислење. Се извинувам, само ако може да се надоврзам да мојот колега. Јас тука би ги спомнал, сепак извинете, вака мисла малку што ќе си дам за слобода. Јас тука би ги спомнал и двата помали кредита. Едниот од 650 милиони, другиот од 860 милиони еки, кои што са веќе инвестирани во малите и средни предпријатија, и со тоа автоматскиот и технолошки развој. Јас мислам дека вие, колега, бевте малку скромен кога рековте дека е тоа квалитативен скок. Јас тоа би го нарекол квалитативен троскок, меѓутоа да не одигувачуваме. А каде се тука овие неповратните средства? Каде е тука инвестициите на паре? Каде се инвестициите на баре? И каде е, мислам, се ова што е? Па вие, мислам, стварно, јас се возбудувам кога ќе ми текне само како овакво кој ќе ме сретнат и кој ми викаат тоа ми беше добро, ова ми беше добро, и стварно, и мислам дека со оваа програма конечно и ќе може да се продолжи и тие што условно речено неразвиени сектори што ни се ваквото да биде све дошала.
Нашето време измина, јас ви благодарам што бевте вечерва наши гости, на општо задоволство на нашиот широк гледачки аудиториум и се надевам дека во некоја следна прилика ќе имаме можност повторно да ги одбележиме вашите нови позитивни резултати. Благодарам и во името на нашата телевизија, пријатно. Добро. Беше задоволство. Hvala. K15!